Атентаторски акции на прво место. Жртвите нема зошто да не плашат. Рековме слобода или смрт. Сосема без жртви ништо не може да се добие. Немало да биде хумано. Ама има ли некој да е хуман кон нас? Секој ги заштитува своите интереси, та и ние треба да ги чуваме своите интереси. Васил Чакаларов. Атентатор, терорист, комита. Тоа се синоними кои неизбежно се поврзани и со историјатот на внатрешната македонска револуционерна организација, од незиното основање во 1893 година, низ годините на единство, сплотеност, но и внатрешни поделби, непријателства и физички ликвидации во незините редови. Атентаторските методи на борба не и биле непознати на ВМРО како и легална и вооружена организација која се борела за создавање на автономна македонска држава во незините етнографски граници. Во програмските документи на организацијата постоеле членови кои предвидувале смртни казни врз разни шпиони, непријатели на ВМРО, представници на турската власт, балканските пропаганди, кои требало да се извршат по пат на индивидуален терор. Со создавањето на Македонската револуционерна организација ВМРО во 1893 година започнала нова фаза од борбата на македонскиот народ за извојување на своја држава. ВМРО во сите своји документи, правилникот, статутот и уставот, декларирала дека ќе се бори за создавање на автономна македонска држава, а својата цел се стремела да ја оствари преку неколку начини и методи, од кои вооружената борба имала приоритетно место. Со годините, како што растела и се ширела мрежата на организацијата, се создавале и развивале и вооружените форми на дејствување. ВМРО првин го создала Четничкиот институт, по кој била и најпрепознатлива кај населението во Македонија. Вклучувањето на Гоце Делчев во редовите на ВМРО овозможило уште поголемо зацврстување на Четничкиот институт, при што се создавале дури и посебни школи кои работеле на организацијско оформување на комитски чети во сите револуционерни окрузи и околии на целата етнографска територија на Македонија. За потребите на организацијата, незините раководни кадри успеале да создадат канали за илегално пренесување на оружје од балканските држави во Македонија. Гоце Делчев, како еден од главните војни организатори, го создал каналот за оружје, од кој преку Бугарија и источниот дел на Македонија се внесувале пушки, револвери и муниција во централните делови. Костурскиот војвода Васил Чакаларов, преку своји соборци од Атина, Грција, преку тогашната турско-грчка граница, пренесувал оружје и муниција за потребите на организацијата во југозападниот дел на Македонија. Четничката борба на ВМРО станала првенствен начин на дејствување, но до создавање на поголеми чети во определинденскиот период не дошло, поради конспиративност и опасноста дека може да бидат откриени од страна на турската власт. Од тука, во почетокот Македонската револуционерна организација, покрај она што го води како морална подготовка на теренот помеѓу населението, во смисла на негово воспитување и подготвување, за да прифатат со тек на времето ослободителна борба, постепено ќе започне да ги подготвува и на воен план
за да може да се дојде до планираното востание. Во таа смисла ќе почнат да се создават и први групи на вооружени луѓе. Се разбира, тоа е еден бавен процес, сложен процес, бидејќи навистина тоа е организација која што е надвор од законите и действува наполно во илегала и од тука мора да се внимава на секој чекор да не падне било што од нејзините акти или од нејзините луѓе во рацете на османските власти. По Солунскиот конгрес, кога организацијата веќе ја затврстила својата организацијска мрежа во поголемиот дел од Македонија, во програмските документи бил предвиден еден дел според кој се изрекувале казни за лица кои действувале спротивно од интересите на МРО. Според правилникот од 1896 година, во глава 9, биле предвидени казни од различни степени, кои Централниот комитет ги изрекувал за проневера на организациони тајни, подкажување од страна на незини членови, неизвршување наредби од повисоките тела на организацијата, шпионирање на луѓе против интересите на организацијата, а кои не биле незини членови. За ваквите престапи, Централниот комитет на МРО речиси секогаш изрекувал смртна казна. Согласно ова, во редовите на МРО, покрај легалните четници и организациони луѓе кои биле легални, се создавала и категорија на членови кои требало да ги извршуваат овие смртни казни, а во некои случаи да извршуваат и напади во градски и селски средини со употреба на револвер, кама или бомби и динамит. Според правилникот за четите, во еден негов дел се предвидувало и подготовка на МРО за ваков начин на вооружено действување, кој во документот се нарекувал подготовка на атентатори и терористи. Во овој момент се појавува еден нов начин на борба ке организацијата, нешто несвојсливо за поширокиот предел околу Балканот, па дури во Европа. Организацијата започнува да оди во насока кон организирање атентати и терористички акции. Атентатите во предилинденскиот период биле насочени кон представниците на бугарската, грчката и српската пропаганда и се разбира кон предавниците кои се инфилтрираат внатре во самата организација. За први вооружени групи на македонското револуционарно движење треба да се сметаат тројките кои што се појавуваат некаде во периодот од 1895-96 година и тие се всушност постојат како такви во првиот правилник на организацијата. Тие се именувани повеќе најчесто во мемоарската литература како терористи, но всушност далеко е времето кога тие ќе почнат да действуваат како такви. Оваа категорија на луѓе во прво време служиле за пренесување на пошта или за илегално пренесување на оружје. Меѓутоа со тек на време истите ќе почнат да се користат за изведување на одредени акции кои што имаат сепак терористички карактер, во смисла на ликвидација на поединци кои што сгрешиле со нешто према организацијата или пак најчесто за спротивставување и за ликвидирање на противниците од другите групации во Македонија, пред се представници на дворешните пропаганди во Македонија, српска, грчка и бугарска. Според правилникот, раководството на организацијата предвидувало обука на атентаторите за ракување со барут, експлозиви, полнење за детонација, но и проучување на разните видови динамит, капсули, како избор на места каде би можела да се постави експлозивната направа кога се подготвувал атентатот. Со ширењето на мрежата на МРО, се повеќе се зголемувала опасноста од незиното откривање од страна на турската власт. Оваа организација на почетокот била тајна, меѓутоа после неколку години се случуваат првите провали, афери, тоа се првата афера со Дончо Штипјанчето во 1896 година, потоа Виничката афера, наредната 1897, што значи дека со овие афери започнува да се губи тајноста на организацијата. Со цел да се спречи незино целосно разоткривање, раководството на Македонската револуционерна организација започнува да превзема мерки за да ја зачува самостојноста на организацијата. На таков начин ќе бидат обучувани посебни, атентатори, терористи, кои што ќе ги извршуваат и најстрогите казни. На удар се нашле најисторените представници на
српската, грчката, па и на бугарската пропаганда во Македонија. Тоа се правенствено председатели на црковно-училишни општини, поедини платеници на соодветните влади, кои што под разни форми на аптекари, на лекари, на наставници действувале во Македонија, се разбира во прилог на туѓите каузи однадвор, и од тука организацијата, значи, ќе почне да ги користи своите луѓе, своите поединци терористи за ликвидација на таквите заговарачи на туѓа идеја во Македонија. Организацијата од друга страна била принудена да го заштити и македонскиот народ од одредени зулумџи и разбойници, како и представници на турската власт, кои вршеле самоволија, грабежи, убиства и силувања врз цивилното население. Во тиквешијата, кон крајот на 1899 и почетокот на 1900-та, МРО имала создадена силна организацијска мрежа на градски и селски комитети во сите населени места. Организацијата располагала и со известно количество оружје за заштита на македонскиот народ од разните турски самоволници кои вршеле најразлични злосторства. Во 1899 година, во Тиквешијата, страв и трепет ширел прочуениот разбойник Хусеин Пеливан, кој откако се вратил од затвор, повторно се одал на грабежи и разбойништва врз локалното македонско население. Местниот комитет на МРО од Неготино донел одлука за ликвидација на турскиот разбойник. Како погодна можност за негова ликвидација, послужила свадбата на Коле Јорданов со Олга Бакалова во ноември 1899 година. Организацијата знаела дека турскиот разбойник ќе се вмеша во веселбата и тоа представувало можност да му се изврши атентат и да се екзекутира. Луѓето на МРО му поставиле 3 заседи на Хусеин Пеливан во Неготинската чаршија. Во меѓувреме, турскиот разбойник ги дочекал свадбарите и наредил музиката да ги свири неговите омилени песни, а во исто време младоженецот и невестата да му бакнуваат рака. Но учесниците на македонската свадба не го испочитувале Хусеин, кој налутен им се заканил дека ќе се одмазди за таквата нивна постапка. Меѓутоа, напад кон дома бил пречекан од првата заседа на организацијата, во која се наоѓале локалните членови Гошо Марков, Пано Џунов и Нацо Подлешов Касапот. Турскиот разбойник бил убиен, а Нацо Касапот му ја пресекол главата и му ја фрлил. По ликвидацијата на Хусеин, турската власт во Неготино уапсила 7 граѓани, но поради недостиг на докази, сите биле ослободени од обвиненијата, освен Нацо Касапот, кој добил затворска казна од 1,5 година. Во 90-тите години од 19-тиот век, МРО започнала се повеќе да го применува атентаторскиот начин на борба. Во тоа време во редовите на организацијата се вклучил Андон Лазов Јанев Ќосето од Велешко. Тој е човек кој што заради еден своевиден престап за едно убиство во Велес на еден турчин се одметнал и заминал во илегала, отишол во Солун и таму директно е ангажиран од страна на Дамјан Груев, а за да се обезбеди легитимитет за неговиот престој во Солун, тој формално е ангажиран како пајтонџија на Христо Татарчев, на председателот на Централниот комитет. Станува збор за човек кој што е искористен во многу акции во Македонија за ликвидација на луѓе кои што се спротивставувале на организацијата
или пак за човек кој што навистина знаел во секој момент да се справи со секој предизвик, без да размислува за никого, без да има обзир и предвид со кога има работа. Тој ќе ги изврши речиси 90% или ќе учествува во речиси 90% од атентатите кои биле извршени врз представниците представниците на бугарската и грчката пропаганда на територија на Македонија. Неговата пожртвуваност и одданост кон делото на Македонската револуционерна организација одела до тој степен што кога во еден момент дознал дека неговиот брат соработувал со османлиските власти, лично Андон Ќосето го организирал атентатот врз неговиот роден брат. Еден од првите атентати кои што го извршува Андон Ќосето, тоа бил атентатот во Солун врз Борис, тој бил еден спроведувач и поддржувач на српската пропаганда во тие краеви. Централниот комитет заеднички со Андон Ќосето одлучуваат тој да биде човекот кој што ќе го изврши убиството. Андон Ќосето известно време ќе го следи Борис и ќе успее да го изврши атентатот во хотелот во кој што Борис во тој период престојувал токму во градот Солун. Токму во моментот кога сакал да го напушти хотелот, Борис бил нападнат и избоден со нож од страна на Ќосето, кој веднаш почнал да бега и во вооружената пресметка со турската полиција успеал да застрела и еден заптија. По оваа извршена акција, Даме Груев како член на Централниот комитет на МРО му советувал на Ќосето да се прикрие и да внимава на себе, затоа што организацијата не сакала да изгуби таков способен терорист. По известно време Централниот комитет на МРО повторно му наредила на Андон Ќосето да ликвидира уште еден непријател на организацијата. Овој пат се работело за известниот Пејчиновиќ, директор на Српско училиште во Солун и според МРО еден од главните столбови на српската пропаганда. Координацијата за ликвидација на Пејчиновиќ Андон Ќосето ја имал директно со Даме Груев, додека и понатаму останал во служба на Христо Татарчев како пајтонџија. Исто така, Андон Ќосето ќе биде повторно задолжен, заедно со негов соработник Митре, исто така терорист на македонската организација, заеднички ќе го организираат убиството, односно Митре ќе пука во Пејчиновиќ, директорот на Српското училиште. Тие успеале да го следали и успеале да го начекаат во моментот кога тој влегувал во училиштето. Ќе биде прво само ранет, меѓутоа подоцна подлегнува на повредите на пат од Солун кон Белград, ќе почине. За да биде парадоксот поголем, токму Ќосето во функција на пајтонџија го возел Татарчев како лекар до училиштето, каде председателот на Централниот комитет на МРО бил повикан, заедно со други лекари, да помогне во спасувањето на Пејчиновиќ. Интересно и тоа што оваа личност, всушност, буквално ги познавала сите патеки во Македонија. Ако се проучат неговите спомени, ќе се открие дека не постои кладенче или патека или колиба на територијата на Македонија во која што тој не престојувал. И затоа често пати бил користен и воден како личен водич, некогаш на Делчев, друг пат со Михаил Апостолов Попето, трет пат со Ѓорче Петров, а самиот тој на крајот на криштата и човекот на кој што му било доверено ослободувањето на мис Стон. Кога ја добиен откупот за неја, всушност тој од Горно Џумајско ја довел дури до Струмичко по безбедни канали на организацијата и таму ја ослободил. Следната цел на Андон Ќосето бил директорот на грчкото училиште во Гевгелија, Цицо, влав по националност и спроводник на грчката пропаганда во тој дел од Македонија. Од страна на организацијата, тој бил товарен за многу тешки дела, шпионирање на членови на МРО и предавства пред турската власт. Централниот комитет на МРО неколку пати испраќал атентатори, но сите обиди за негова ликвидација биле безуспешни. По долги разговори во Централниот комитет на МРО, конечно било решено за ликвидацијата на Цицо да бидат ангажирани Андон Ќосето и Ицо Џорлев од Кукуш.
Андон Ќосето заминува со уште неколку соработници, терористи исто така на македонската организација, заминуваат со воз во Гевгелија, од Солун во Гевгелија. И таму ќе го следат известно време Цицо, не можеле веднаш да го пронедат во неговиот дом. Целта на Андон Ќосето била да го изврши убиството врз директорот на училиштето пред неговото семејство во неговиот дом. Меѓутоа не можат да го пронедат таму, продолжуваат да го бараат во околината на Гевгелија, на крајот го пронаоѓаат во една градина, каде што лично Андон Ќосето ќе го застрела и ќе го изврши овој атентат. Групата атентатори се разбегала и по 3 дена Андон Ќосето пристигнал во Солун, каде добил скривалиште, се додека не се смирала работата околу убиството на гркоманскиот директор. Македонската револуционерна организација всушност во сите окрузи, во сите региони низ Македонија имала своји луѓе кои што ги извршувале казните врз секој оној кој што работел спротивно од интересите на македонското движење. И има повеќе примери. Во Струмица имало еден екзархиски поп, кој што исто така бил во влошени односи со македонската револуционерна организација во тој регион. Всушност, тој неколку пати му биле побарани од организацијата пари, да донира пари за македонското револуционерно движење, тој одбивал и на крајот по зголемени притисоци ќе ја исплати таа парична сума, меѓутоа повторно подоцна доаѓа повторно до влошување на неговите односи со македонската организација, затоа што одбивал да прифати да бидат назначени за учители во Струмичкиот регион луѓе на македонската организација кои што биле предлагани за учители од самата организација. Ваквата состојба на затегнати односи ја довела ситуацијата до усвитеност и затоа согласно програмските документи на МРО, Окружниот комитет во Струмица му изрекол смртна пресуда на митрополитот Герасим. Веднаш потоа комитетот се обратил со писмо до Централниот комитет на МРО во Солун, при што било побарано од него да ја потврди смртната пресуда. Централниот комитет го разгледал ваквото барање и ја одложил смртната пресуда врз митрополитот Герасим. Со тек на времето, извршувањето на разни екзекуции и терористички чинови ќе стане масовно во Македонија, се разбира, тоа е последица и на развојот на ослободителното движење и на намножувањето на неговите непријатели. Колку повеќе се засилува организацијата и колку повеќе приврзаници има и се разбира со тоа и повеќе чети во Македонија, толку е поголема опасноста од провали, од предаства, па на тој начин се создават и услови за ликвидација на поединци кои што на било кој начин сгрешиле, но од друга страна, во исто време, поради развојот на македонското ослободително движење, се засилува и продорот на српската и грчката пропаганда во Македонија и тоа ќе иницира да бидат изведени повеќе атентати врз нивните активисти. Така што веќе во периодот од 1898-99 година имаме неколку ликвидации на српски агитатори во Македонија. Тако пример имаме во Прилеп, потоа во Битола, па во Охрид. На друга страна, во појужните делови на Македонија, особено околу Гевгелијско, Еничевардарскиот, Кукушкиот регион, каде што е многу силна грчката пропаганда, најголем дел од овие екзекуции на грчките пропагандисти ќе бидат извршени од страна на апостол Петков, Иван Карасулијата и дружината која што гравитирала кон нив. Во 1900 година, игумендже во егејскиот дел на Македонија било опфатено со грчката пропаганда. Организацијата веднаш ги активирала атентатите како средство за отстранување на незините непријатели. Во Гумендже и околината дејствувала четата на војводата апостол Петков Терзиев, која цврсто ја држала ситуацијата под своја контрола во поглед на борбата против грчката пропаганда. Извесен период во Гумендже, во Еничевардарскиот крај, како лекар работел еден грк, Ангелакис, и кој што бил спроведувач на грчката пропаганда во тие краеви, вршел шпионажа врз македонската организација, поради што раководството на организацијата, начело со апостол Петков, му изрекува смртна казна на овој грчки лекар.
ќе бидат определени неколку терористи на организацијата и ќе бидат ставени во служба на ова, значи да го извршат атентатот. При овој атентат грчкиот лекар бил само ранет, ќе преживее, нема да биде значи убиен веднаш, а подоцна ќе продолжи со неговата активност повторно во Инеџа-Вардарскиот регион, повторно во полза ќе работи на грчката пропаганда во тие краеви. Во 1900 година, Битолскиот револуционерен округ на МРО побарал од бугарскиот екзархиски свештеник Поп Ставре да внесе околу 15 турски лири во касата на организацијата. На неколку пати Поп Ставре избегнувал да ја внесе сумата на пари која поради одложувањето се зголемила на 50 лири. Затегнатата состојба во односите со бугарскиот поп се заканувала да направи голема афера во Битолско. Поради заканите што кон него ги упатувала МРО во Битолско, Поп Ставре решил да ја подкаже организацијата на турската власт. Во подкажувањето на властите учествувал неговиот роднина Таки Чона, инаку влав по националност, кој исто така од порано соработувал со турската власт. Турската власт решила да подготви замка за членот на организацијата, кој доаѓал и го подсетувал попот за обврската која му била наложена. Кога Трифун Иванов, човекот на организацијата, дошол за да ја наплати организационата сума, Поп Ставре не бил дома, пошто Иванов си заминал. Но турската полиција го следела, а откако бил подгонет, бил фатен и кај него била пронајдена само кама. Во меѓувреме, Трифун Иванов успел да се ослободи од расписката, што спречило уште поголема провала во МРО. По информацијата на бугарскиот поп, турската власт во август 1900 година го спровела Даме Груев во Битолскиот затвор, затоа што бил посочен како учесник во изнудувањето на парите. Откако разбрал за предавството на Поп Ставре пред турската власт, Битолскиот окружен комитет на свештеникот му изрекол смртна казна. Пресудата врз попот требало да ја извршат терористите Трајко Петров, Глигор Димев, Петар Димев и Петар Георгиев. Атентатот врз Поп Ставре бил извршен на 17 август стар стил 1900 година во кругот на црквата Света Богородица, при што од еден револверски истрел свештеникот бил тешко ранет. По неколку дена поради тежината на раната, Поп Ставре починал, но претходно пред турската власт во градот како морални убици ги посочил Даме Груев и Михаил Герджиков. Како резултат на оваа Поп Ставрева афера, која што го зафатила Битолскиот револуционерен округ, следале голем број на апсења во целиот тој крај и околу 40 на луѓе ќе бидат уапсени, па потоа следало долго време, значи судењето траело 7 март наредната 1901 година. Еден од осудените во Поп Ставревата афера ќе биде Дамјан Груев, еден од 6 основачи на Македонската револуционерна организација, кој што добива 10 годишна затворска казна. Во 1901 година, во Битолскиот револуционерен округ на МРО, особено во Костурско, зачестиле обидите на грчката пропаганда за агитација помеѓу македонското население. На таквите обиди на грчката пропаганда одговорила МРО преку своите раководители во Костурско, Васил Чакаларов, Пандо Кљашев и Лазар Поп-Трајков, кои остро се спротивставиле на политиката на грчката држава. Периодот кој доаѓал бил исполнет со борба на четите на организацијата во Костурско против одметнатиот коте од рулја, кој станал инструмент во рацете на костурскиот митрополит Германос Каравангелис. Уште во ноември 1901 година, костурските раководители на МРО го предупредиле Коте дека има направено многу злосторства и дека заслужува смртна казна заради тоа. Сепак, организацијата решила да не активира смртната казна веднаш и на расколебаниот и недисциплиниран Коте од рулја да му се даде можност да остане само обичен четник, а не војвода, и тоа не во Костурско, каде биле непоправливи неговите грешки. Коте се согласил со тоа само формално, а Чакаларов и соборците го предупредиле дека во случај на прва грешка веднаш ќе биде екзекутиран. Од тогаш започнале долгогодишните обиди на МРО да се ликвидира овој одметнат разбойник, кој започнал да контактира со митрополитот Каравангелис и да биде слеп спроводник на грчката пропаганда во Егејска Македонија.
Во почетокот на мај 1902 година, при случајната средба на четата на Коте, издружените чети на Васил Чакаларов и Пандо Кљашев, раководителите на МРО во Костурско сакале во спонтана акција да го ликвидираат одметнатиот разбойник, но откако тој ја предосетил опасноста, не сакал да се движи заеднички со четите на организацијата. Во својот дневник, Чакаларов се сеќавал на овој случај. Коте уште не беше излегол на лице, со некои од другарите видовме дека презел предпазливи мерки, но немаше што, дојде кај нас и се ракува со сите. До него седнав со полна пушка, готов да го застрелам. Кљашев и тој се подготвил, но еден од котевите четници беше седнал зад едно дрво со готова пушка. Јас се растревожив и се погледнавме со Кљашев. Но што да правиме од таквата расположеност на нашите четници? Гоце Делчев во поглед на тоа прави една многу голема грешка кога ќе го помилува така наречениот Коте од Рулја, нели? Човекот кој ќе биде најбаран од организацијата, Чакаларов без малку ќе го брка со години низ македонските планини да го ликвидира, но на крајот Коте од Рулја ќе биде амнестиран од страната на Гоце Делчев, Гоце велејќи дека не може секој да биде на толку високо интелектуално ниво и со цел да не се создава раздор внатре во самата организација, го амнестирал и не дозволил да биде Коте ликвидиран. Коте Христов, заедно во соработка со грчкиот митрополит Германос Каравангелис, придобивал за пари голем број на личности од Костурскиот регион. Меѓу нив били попот Илија, потоа Ѓамчето и многу други. Конкретно овие два ликови, заедно со Коте Христов во соработка, ќе направат еден заговор против Васил Чакаларов, еден од најбараните ликови во тој период и од османлиската власт и од грчката пропаганда во Егејска Македонија, односно во Костурскиот регион. Тие ќе направат една завера, план за ликвидирање на Васил Чакаларов. Февруари 1902 година Чакаларов оди повтор пат во Атина, во Грција, да го повторно да го организира каналот за вооружување, при што Каравангелис подмолно се обидува да го убие во сред Атина. Меѓутоа, двајцата поп Илија и Ѓамчето ќе бидат разоткриени, односно ќе бидат фатени од Чакаларов и Кљашев, и после долги притисоци тие ќе признаат за нивната соработка со Коте Христов и со Германос Каравангелис и ќе го разоткријат пред револуционерите планот кој што го правеле за ликвидирањето на Чакаларов, поради што раководството на македонската организација им изрекува смртна казна. Значи тие ќе бидат ликвидирани повторно од терористи на македонската револуционерна организација во Костурско. Откако била откриена целата завера, Чакаларов решил да го возврати ударот против грчката пропаганда. Првин, Чакаларов го натерал попот Илија да му напише писмо на митрополитот Каравангелис, во кое го обвинувал дека тој е директно одговорен за неговата смрт, која сега му се подготвувала од страна на МРО. Четниците на Васил Чакаларов ги однале попот и Ѓамчето во близина на врвот Лисец, кај селото Кономлади, каде и покрај нивните молби да им се поштедат животите, били избодени со ножеви и биле закопани во близина на местото на екзекуцијата. Со нивната ликвидација, МРО во Костурско сериозно ги разнишала позициите на грчката пропаганда во овој дел на Македонија. Секако, еден од големите подражувачи на таквите терористички активности во Македонија бил и најпопуларниот лик во Македонската револуционерна организација, станува збор за Гоце Делчев, кој што е под влијание на овие идеи. Потоа тука е Михаил Герџиков, кој што е еден всушност од идејните основачи на кружокот од кој што подосна ќе прилезат гемиџиите. И се разбира, најголем дел и од другите дејци на организацијата, читајќи оваа литература со таков карактер, подпаднале под влијание на анархизмот и на тероризмот и оттука се одлучувале да применуват такви методи и таков концепт на борбата. Интересно е тоа што, иако револуционерната организација се определила за масовно општонародно востание во периодот кога се отвара прашањето за востание во Македонија, за време на советувањето во Софија
Тие се кон крајот на декември 1902 и почетокот на јануари 1903 година. Меѓу другото, отворено се наметнува и прашањето за примена на анархистичко-терористички акции со ликвидација на поедини представници на османлиските власти, со разнесување, рушење на мостови, на железници, на тунели и така натаму, или пак на добра, на објекти во кои што е инвестиран странски капитал во Македонија. Последново, всушност, е со намера за да се привлече вниманието на Европа и да се заради своите економски интереси да изврши притисок врз Османската империја во прилог на македонското прашање, всушност во прилог на она што го бараше организацијата, а тоа е автономија на Македонија. Во 1903 година, непосредно пред Илинденското востание, кога во МРО се воделе дискусии и полемики дали да се крева востание во Македонија, дел од раководителите на организацијата протежирале динамитни атентати врз важни објекти на Отоманската империја. Во почетокот на годината, ваквиот тип на атентати, како начин на борба, се повеќе го протежирале Гоце Делчев и Михаил Герџиков. Во тој поглед, за време на советувањето во Софија, на кое што отворено исклучиво се зборува по прашањето за востанија, Михаил Герџиков и Гоце Делчев отворено зборуваат, додека другите заговараат за општо народно востание, тие ја предпочитаат еден поинаков концепт на борба, а тоа го велат, го нарекла Ѓорче Петров, ќе го нарече перманентно востание, кое што треба да биде проследено со силни терористички активности. Во таа смисла, Гоце Делчев, не дочекувајќи го советувањето од Софија, бил решен да влезе веднаш на територијата на Македонија и да го промовира на дело овој концепт на борбата. И од тука, тој во почетокот на јануари, со неколку товари динамит, влегува во Серскиот револуционерен округ. Дури известно време таму тој ќе ги обучува четите во Серскиот округ за ракување и активирање на експлозивни средства, за да можат и самите тие подосна во текот на востанието да ги применуваат тие методи. Герџиков, заедно со својата чета, ја поминал тогашната бугарско-турска граница и го проучувал теренот за динамитен атентат врз железничката пруга. На 19 февруари, ноќта, четата на Герџиков се обидела да еминира железничката пруга во близина на две турски села, далеко од организационата територија на МРО. Комитите на неколку места ја подкопале пругата и поставиле експлозив. Возот поминал во точното време над минираниот дел од пругата, но до експлозија воопшто не дошло, туку мали детонации кои биле резултат на горењето на фитилот, додека 25 килограми со динамит не експлодирале. Но МРО и понатаму не се откажувала од ваквите атентати и веќе ноќта помеѓу 18 и 19 март 1903 година, четата на Гоце Делчев во содејство со Демирхисарската и Драмската чета го кренале во воздух железничкиот мост кај Ангиста. Можда интересно е тоа што откако е извршен овој атентат, Делчев му пишува на Пејо Јаворов, кој што е негов близок пријател и го следел на овој покот, но во моментот не учествува при рушењето на мостот, му пишува на Јаворов во весникот Слобода или смрт. Тоа е еден илегален хектографиран весник кој што се пишува всушност на рака, кој ќе пишува за настанот кај Ангиста, активноста, односно она што се случило таму, да го препише не на четата, не на поединци, туку на целото македонско револуционерно движење. Всушност со тоа ја покажува само својата скромност и сето она што го прави, всушност дека го прави во името на Македонија и од име на ослободителното движење, за разлика од некои други дејци кои што и за многу поситни работи секој сакале да бидат објавени нивните имиња, да бидат обзнанети. Откако раководните тела ќе се разотидат по реоните, веднаш да пристапат кон распределување на вооружените сили на чети од по 30 до 50 души, со кои По Смилевскиот конгрес на Битолскиот револуционерен округ на МРО во мај 1903 веќе станало јасно дека ќе има востание предстојното лето. Но токму Битолскиот револуционерен округ бил на удар на турската власт, која предчувствувајќи ја предвостаничката атмосфера, извршила голем број злосторства за да се открие мрежата на МРО.
Како резултат на репресивните мерки, се случили неколку предавства и провали од членови на МРО, пред се во Костурско. За да се спречат апсењата на членови на организацијата, како и колебливоста кај дел од нив, костурските раководители повторно ги активирале јавните ликвидации низ селата во Костурско. За одмазда за подкажувањето на четата, која се борела со турската војска кај локвата и вињари, војводата Атанас Кршаков го екзекутирал коџобашијата на селото Косинец, Костурско, кој според организацијата бил еден од луѓето кој ја подкажал четата пред турската власт. Војводата Кршаков исто така им ги запалил куќите на тројца обвинети предавници, кои според МРО подкажувале во корист на турската власт. Откако бил објавен и извесен точниот датум на почетокот на Илинденското востание, пред се во Битолскиот револуционерен округ на МРО, главниот штаб во состав Даме Груев, Борис Арафов и Анастас Лозанчев ги дефинирал и начините на борба на востаниците. Уште на Смилевскиот конгрес било решено востанието да има партизански карактер во комбинација со атентати врз стратегиски објекти на турската власт во целиот округ. Во текот на Илинденското востание, освен Битолскиот револуционерен округ, каде што востанието е општо народно и масовно, во другите револуционерни окрузи во Македонија карактеристично е што во текот на Илинденското востание начинот на дејствување на организацијата пред се бил со напади и атентати врз значајни геостратегиски места во Османлиската империја. Тоа се патишта, железници, мостови, значи диверзантски акции кои што ги организирале четите на Македонската револуционерна организација. Значи востанието не било општо народно во регионите низ Македонија со исклучок на Битолскиот округ. Поради тоа, главниот штаб на востанието во Битолскиот револуционерен округ, на самиот ден на прогласувањето на почетокот на востаничките борби, упатил писмо до директорот на источните железници, во кој го предупредувал дека токму возовите ќе бидат легална мета на динамитни атентати на МРО. Бидејќи востанието по апсолутна неопходност ќе биде придружено од некои атентати по железничките пруги, посочениот штаб по човечки долг ја предупредува почитуваната дирекција да биде благоразумна и да не дозволи за време на овие денови жителите на државата да патуваат по источните железници, за да не станат невини жртви. Ваквата ориентација кон атентати на МРО ја потврдило и писмото на Васил Пасков само 4 дена по почетокот на востанието. Востанието е објавено. Железничките линии Солун-Битола, Скопје-Солун, Солун-Деде-Агач се разрушени на неколку места. Станиците Суровичево и Градско се кренати во воздух. Телеграфските жици се прекинати. Телеграми за Турција не се добиваат. Целиот битолски вилает, според тајни телеграфски информации, представува хаос. Главниот штаб на МРО за Битолскиот револуционерен округ во таа безпоштедна борба забранил какви било напади врз мирното цивилно турско население, жените и децата. Во окрузите на МРО, кои не се кренале масовно на востание како Битолскиот револуционерен округ, атентатите врз објекти од важност на турската власт биле честа појава. Такви терористички методи, како она што е извел Делчев на Ангиста, ќе бидат организирани во текот на востанието во Македонија, значи тој овој метод на борба ќе биде прифатен и се разбира, тоа се прави со цел да се пресечат комуникациите на османските власти, за да се спречи со тоа, пак од друга страна брзо префрлување на големи воени единици од една на друга страна со османската железница. Овој метод на борба најубаво можеме да го видиме во Гевгелиско, каде што Сава Михајлов и Аргир Манасиев со Сдружените гевгелиски чети во текот на востанието во 1903 година ќе изведат еден таков терористички потфат на железничката пруга покрај Гевгелија, при што ќе го разнесат во воздух железничкиот мост и на неколку места ќе ги кренаат во воздух железничките линии. Се разбира, тоа автоматски го попречува префрлувањето на османските војски од еден во друг дел на империјата, бидејќи Гевгелија се наоѓа на централно место на железничката линија помеѓу Солун и Скопје.
На 10. август 1903 година во Гевгелиско се движеле четите на војводите Сава Михајлов и Аргир Манасиев. Тие се обидувале да извршат динамитни атентати врз железничката линија која водела до Гевгелија. Акцијата се случила во близина на селото Мрзенци, при што во поставувањето на експлозивот учествувале десетина четници под директно водство на Сава Михајлов и Аргир Манасиев. Од поставениот динамит, најголемиот дел експлодирал и мостот во должина од 8 метри целосно бил уништен. Поради успешната акција, војводите Михајлов и Манасиев се обиделе да извршат динамитен атентат и во близина на пругата кај Демиркапија, но не успеале во тоа. Меѓутоа, во тоа ќе бидат попречени од османлиските сили кои што свесни за начинот на борбата која што ја води Македонската револуционерна организација, во тоа време поставувале на сите страни стражи за да ги обезбедуваат патиштата и да ги чуваат железничките линии. Се разбира, такви методи ќе бидат применети и во Воденско-Леринскиот регион, особено околу Островско, во Битолскиот револуционерен округ, и таму неколку пати е разнесувана железничката линија со експлозивни средства, единствено повторно велам со намера за да се спречи префрлањето на османските војни единици од еден во друг крај на империјата. Карактеристично за предилинденскиот период за Македонската револуционерна организација и атентатите кои што таа ги извршувала е тоа што во тој период се вршеле убиства врз шпиони, македонци кои што соработувале со туѓите пропаганди во Македонија, бугарската, српската, грчката пропаганда, луѓе кои што биле обвинувани за проневерување на пари од касата на Македонската револуционерна организација, луѓе кои што соработувале со османлиската власт, потоа представници на османлиската власт кои што вршеле било какви зулуми, злосторства, терор врз македонското невино население. И исто така атентати од типот на напади, диверзантски акции, врз динамитни атентати врз значајни геостратегиски објекти во Османлиската империја со цел да се покрене авторитетот, да се покаже авторитетот, моќта на организацијата. Меѓутоа, секогаш кога се донесувала казна, смртна казна, која што е најригорозната казна од сите казни предвидени според правилникот и уставот на Македонската организација, секогаш тоа одело во консултација со Централниот комитет како највисоко тело во раководството на Македонското револуционерно движење. Паролата "Долга е раката на ВМРО" всушност сака да покаже дека кога и да е, каде и да е, ќе ве стигне правдата на ВМРО. Атентатите допринеле да организацијата добие на симпатии, ликвидирајќи ги оние луѓе кои правеле зулуми сред цивилното население. Значи, атентатите биле ликвидирани и кон башибозукот и кон нерегуларната османлиска војска, од која многу пропатило цивилното население. Со самото извршување на атентатите врз овие структури од османлиската власт, населението добивало, организацијата добивала на многу голема доверба помеѓу местното население во Македонија. Ликвидацијата на некој шпион покажувала дека раката на организацијата била долга и дека никој не можел да ја избегне изречената смртна пресуда. Затоа понекогаш атентаторите, самиот чин на ликвидација го извршувале со многу сурови методи, кои оставале силен впечаток и кај народот и кај турската власт. Атентатите, колку и да не биле главно средство за дејствување, во одредени случаи биле изнудено решение, но нивното спроведување или успешно извршување имало голема впечатливост, особено кај турската власт или кај припадниците на пропагандите во Македонија.